ви испорачувам срдечен празнични честитки и поздрави од членството на Организацијата на учесниците на државотворната народно-ослободителна антифашистичка борба на Македонија и на продолжувачите на слободарските традиции на нашиот народ. 11. октомври 1941 година, денот на вооруженото востание на народот на Македонија, чија 177 годишнина ја одбележуваме денес, е несомнено еден од најсветлите и пресудните датуми во историјата на македонскиот народ. Тој го означува почетокот на единственото победоносно востание на нашиот народ во неговата долга и мачна историја, исполнета со тиранство и многу завојувачи и многу неуспешни народни побуни и востанија против туѓите поробители на нашата земја. Почеток што ќе се претвори во четворогодишна борба против надмоќниот фашистички поробувач, во која со многу жртви и херојства стапивме до првата слободна македонска автономска држава, држава што ќе стане темел и за денешна самостојна и суверена Република Македонија. Таквиот резултат се должи на неколку значајни определби на македонската народно-ослободителна борба против надмоќниот фашистички окупатор. Прво, на решителниот однос на најголемото мнозинство на народот на Македонија за неприфаќање и непризнавање на фашистичката окупација на земјата и за општенароден отпор. Второ, на решеноста на македонските комунисти, кои како единствена политичка сила останаа со народот, другите ги снема или станаа слуги на окупаторот и од првиот ден на окупацијата ја најави борбата за Македонија. Неа ја прифатија младите интелектуалци, работништвото и селаните, застанувајќи во првите редови на вистинската страна големата светска антифашистичка коалиција. Трето, прифаќањето на заедничката борба со другите поробени народи на Југославија и Балканот, внесувајќи во својот стремеж низ неа да ја изборат македонската слобода и државност. Четврто, само прегорот и хероизмот на народот и вербата во своите сили доведоа до тоа од првите востанички одреди 1941 година наредните години да нарасне во 100.000 македонска народна војска што сака да ја ослободи својата земја. Пето, согледувајќи ја единствената можност во тие воени и политички околности за опстанок и развој на веќе создадената македонска државност на слободната територија, првото заседание на антифашистичкото собрание на Македонија одржано на 2 август 1944 година ги постави темелите на првата македонска држава како рамноправна федерална единица во демократска федеративна Југославија. Шесто, таа држава на самиот почеток имаше смелост да ја донесе чувената декларација за основните права на граѓаните, врз еднаквост и равноправност на граѓаните пред законите, не гледајќи на нивната народност, пол и вероисповест, и да ги постави темелите на политичките, економските, образовните, научните институции на државата што станаа темелници на денешна самостојна и суверена Република Македонија. Почитувани, денешното поставување на темелните вредности на нашата народна ослободителна борба во која се втемелени животите на над 24.000 борци и на вредностите и придонесите на автономска Македонија, не се само повикување на траен пиетет кон тие вредности, туку пред се потреба на нова храброст, на нова смелост за изградба на врзните ткива на нашиот народ, што во овие кризни состојби ќе го поведе по светлите патишта на слободата, единството, смелоста и придонесот на секого за отварање на нови перспективи на развојот на државата
врз високите европски и светски вредности со наш влог и иднина во обединетото европски соживот. Тоа е пресудна задача за сите нас, за сегашните и идните генерации. Благодарам на вниманието.